Почитувани, 11 милиони денари бара Данела Арсовска, внимавајте, за пресконференции и приватна продукција за медиумски активности. Ова е таа предлог програма поднесена од секторот за поддршка на градоначалникот за 2023 година за активности на град Скопје. Со овие пари, смета Данела Арсовска, ќе се подобрила транспарентноста. Данела Арсовска, како и незиниот секретар, кои што бегаат од новинари и одговори за сиот хаос, сега бараат 11 милиони денари за организирање на пресконференции и промо видеа, а според предлог програмата од Данела Арсовска, за 1 милион денари ќе правеле и информативно гласило, а после ќе го закачале на страницата на интернет и ќе го споделале на Facebook. Арсовска бара 11 милиони денари за да периодично истражува приоритети за јавните предпријатија, ама и за развој на креативен концепт и стратегија за комуникација со граѓаните. За јавните предпријатија, како ЈСП, кои што тонат во долгови. Данела Арсовска бара 11 милиони од буџетот за, цитирам, преку копродукција се изработуваат видео и аудио материјали во форма на кратки, едукативни и информативни видеа. Еве што е наведено за овие 11 милиони во оваа предлог програма. Организирање на медиумски настани и пресконференции, објавување информации на веб порталот и социјалните мрежи, организирање на важни датуми, активности Отворен град 24. Почитувани, во град Скопје има сектор за поддршка на градоначалникот со оделение за односи со јавност и комуникација со граѓаните. Таму има раководител и 8 вработени. Значи, делот со информации, пресконференции, информирање и анализи е покриен. Ако веќе има 9 вработени на плата, зошто за истата работа би се давало речиси 1 милион месечно на приватна продукција или фирма? Единствено што посакува Данела Арсовска е 11 милиони за приватна продукција да ја снима спотчиња, чиста пропаганда. А зашто да се снимаат спотови? За Скопје, што празнично изгледа како Кабул под талибанците, за долгото од 1,5 милион евра за превозниците, за сообраќајниот хаос, хаосот со бездомните животни или еколошката бомба. Само за подсетување, пред само 3 месеци, под притисок на јавноста, на Данела Арсовска и беше раскинат договор од над 90.000 евра за истата намера, за промоција и кампањи, рекламирање и прес-конференции. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на прашање кое што туку што пристигна на мејл адресата на ВМРО-ДПМН, а тоа е власта најави од повикување на Виктор Димовски од амбасадорската функција, како и реферирање на Зарко Милошевски за Онишченко. Ваш коментар, почитувани. Срамно е тоа што се случува, срамно е што сега од повикувањето на Виктор Димовски, односно оспорувањето на функцијата на Димовски, веројатно од локацијата каде што беше именуван за амбасадор, се случува, но тука не треба да заврши скандалот со безбедносниот систем. Еве, например, Димитар Ковачевски има многу што да одговори, како, например, дали Зарко Милошевски, новиот шеф на АНБ, пулен на Миле Зечевич, за шеф на својот кабинет ја поставил во АНБ истата личност, шеф на кабинети на екс-директорот на УБК. Ковачевски мора да одговори дали Зарко Милошевски бил награден за успешна акција во Диво населје. И Ковачевски потоа нека одговори дали смета дека акцијата во Диво населје, за која што бил награден Зарко Милошевски, била успешна полициска акција.